Имено изборот на председател на САД ќе се случи во вториот вторник во месец ноември, поточно на 8 ноември, или за отприлика една недела од денес. Несумнено, председателските избори во САД се можеби најинтересните избори во светот воопшто. Изборот за председател на Соединените американски држави во голем дел регулиран со уставот на оваа земја и главно содржи две компоненти. Првата се однесува на условите кои кандидатот за председател мора да ги исполни пред влезот во изборната трка, додека втората се поврзува со самата изборна постапка. Председателските избори на Америка се веројатно едни од најскапите избори во светот, иако не секогаш американците знаат да се поведат по парите, односно по скапотијата на изборната кампања, бидејќи постојат и ситуации кога парите не секогаш биле пресудни во изборната трка. Само да се подсетиме на изборите во 2000 година, кога Џорџ Буш во изборната кампања во државата Калифорнија вложил дури цели 12,4 милиони долари, но сепак изгуби од Ал Гор, знаете 53% наспроти 42 за Гор, кој дал многу помалку пари за реклама. Она што ги прави интересни председателските избори на САД е што при нивното организирање посебно се води сметка за така нареченото правило балансирана карта, односно за географскиот баланс, според кој ако председателот на Америка доаѓа од еден крај на земјата, например од некоја од источните држави, подпредседателот мора да биде избран од западните или од југозападните држави. Важен услов за успех во председателскиот надпревар е и припадноста на кандидатот во една од двете најголеми политички партии, демократската и републиканската, што значи дека независен кандидат или кандидат што доаѓа од некој од помалите партии нема буквално никаква шанса за успех во трката за избор на председател на САД. Исто така, еден од клучните сегменти во изборната постапка е самата изборна кампања. Познато е дека американците имаат најдолга изборна кампања во светот. Таа трае од месец јануари до месец ноември, односно до вториот вторник во месец ноември кога се случува и конечниот избор. Ова прашање е фиксно би рекла од првите председателски избори во Америка до денес, но она што се менува е прашањето околу карактерот и стилот на изборната кампања, кое прашање еволуирало со текот на времето. Она што е најинтересен дел од изборната кампања се секако дебатните двобои помеѓу председателските кандидати, кои се сметаат за добар тест како за самите кандидати, така и за гласачите. Имено во зависност од успешноста и умешноста на кандидатите во трите дебати во кои тие се произнесуваат и се представуваат пред граѓаните за клучните политички, економски прашања од надворешната политика и така натаму, прашање значи кои што се од значење за државата и за светот, гласачите фактички можат полесно да го изберат човекот кој ќе биде нивниот лидер во наредните 4 години. Инаку американскиот модел за избор на председател е многу стар изборен модел, кој има одредени недостатоци, постојано укажувани од страна на експертите на политички систем, посебно во последниве неколку години. Имено токму експертите сметаат дека на Америка и се неопходни промени во делот на изборните правила, на сличен начин како што се менуваат и општествените прилики во американското современо општество. Овие слабости посебно се евидентни на актуелниве председателски избори кои што се во тек, во чија што финална трка останаа двајца кандидати кои што од самиот почеток на изборната кампања ги следат бројни контраверзи, корупција, скандали, навредливи зборови и лош вокабулар, посебно во текот на јавните дебати. Логично прашање што може да се извлече од изборната кампања, кое што е во тек, е дали се работи за можеби највелканата кампања што Америка ја има видено досега. Одговорот на ова прашање е секако не, бидејќи во Америка е многу чест случајот кампањите да бидат негативни и со многу ниски игри, со многу подметнувања, како што реков, многу лош вокабулар.
И од друга страна, ниту Хилари Клинтон, ниту Доналд Трамп не се сметаат за родоначалници на негативната кампања. Именно што е председателскиот кандидат Томаш Джеферсон на изборите во 1800 година го нарекувал својот ривал Џон Адамс со многу погрдни имиња, употребувал многу погрдни зборови, така што се чини дека од самиот почеток председателските избори па се до денес председателските избори се полни со, би рекла, омраза, навредливи зборови, стена се една црна, односно негативна кампања провејува во текот на целиот нејзин тек. Се чини дека денешните кандидати само ја продолжуваат оваа негативна традиција, при што се смета дека и натаму важи едно правило, или она познато американско правило: подобро е да те мразат за она што си, отколку да те сакаат за она што не си. Инаку негативна изборна кампања не е ништо ново на изборите во Америка. Најверојатно и американските граѓани на овие избори ќе одлучуваат за помалото зло, како што велат американците. Злото кое што ќе го одберат ќе го дознаеме на 8 ноември, кога фактички ќе биде обелоденат изборот на новиот американски претседател. Како што кажав, останува уште само неколку дена или една недела до конечниот избор на новиот американски претседател. Овие избори ќе останат запаметени по преседанот што се случи од прилика еден месец пред самиот финален избор, односно барањето од неколкумина видни поранешни функционери на Републиканската партија да се повлече нивниот кандидат од изборите, откако тој е добил довербата и гласовите на одржаните прелиминарни избори, како и откако ја доби довербата од делегатите на партиската конвенција. Оваа состојба навистина е непозната и невидена практика до сега, буквално преседан, и е нешто на што американците не навикнале да го гледаат барем до сега, бидејќи се претпоставува дека секој оној што е номиниран за председателски кандидат има висок углед во јавноста, но и во самата политичка партија која што го номинира. Така што е несвојствено, барем до сега тоа не е видено, да се бара отповикување на еднаш номинираниот кандидат за председател, како што тоа се случи со барањето на неколку видни функционери на Републиканската партија да се отповика кандидатот Доналд Трамп од изборната трка. Инаку, карактеристиките на самите кандидати, не само оние професионалните, туку секако и оние личните, се присудни за конечниот изборен успех, барем така велат аналитичарите. На крајот, секако, американците ќе одлучат дали својата верба да ја посветат на Хилари Клинтон или на Доналд Трамп, и покрај контроверзите кои што ги следеа овие двајца против кандидати, би се рекло во целиот тек на изборната кампања. Инаку, аналитичарите исто така коментираат дека никаде во светот, во ниту една држава, не може да се сретне волку скапа, волку долготрајна, волку напорна, волку возбудлива и кампања која што е полна со пресврти и контраверзи. Аналитичарите велат дека никаде не постои волку шарена и интересна кампања како што американската кампања за избор на председател, и во оваа смисла американската демократија останува предизвик и за сите останати држави, би се рекло, во светот, особено во делот на практикувањето на правните норми и правила на системот, како и во делот на согледувањето на големата мок што ја имаат медиумите, преку кои политичарите ги пренесуваат нивните пораки до избирачите.